Покачувањето на струјата и најавеното намалување на ДДВ не се случи паралелно, па сметките за струја во јули за 12,4% сепак ќе бидат поголеми. Дел од тие, значи во новите сметки што ќе стигнат, дел е офатено периодот каде што е пред одлуката на регулаторна комисија за енергетика. Така да офаќа дел пред таа одлука, овие сметки што ќе добијат и веројатно една недела од таа одлука. Се додека законот не поминува во собрание, не се изгласа и не се објави на службен весник, важи постојното законско решение, а тоа е дека ДДВ е 18%. Во овој случај, прашањето е дали дисбалансот на штета на граѓаните може да се испегла ретроактивно. Откако се донесува законот, значи нема целосно да има тој ефект, затоа и беа апелите брзо да помине овој предлог. Меѓутоа, од формален аспект реков дека се гледа дали од формално правен аспект тоа изводливо решение со амандманско тоа да се регулира. Сега, основното прашање е кога на парламентарна седница ќе се донесе одлука за намалување на ДДВ-то, бидејќи на собранискиот распоред наредните 2 седници оваа точка не е содржана. Веднаш потоа, пратениците заминуваат на колективен одмор, што значи првата прилика за символично речено израмнување на сметките е септември. Сепак министерот Бесими уверува дека подлабоко бркање во джепот нема да има, зашто прашањето ќе се затвори до крајот на овој месец.